Прекината постапката за продажба на штипскиот прволигач Брегалница, општината денес требаше да изврши јавно отворање на пристигнатите понуди за купување на акциите на клубот, но во текот на постапката е утврдено дека постојат процесни недостатоци на самата постапка, поради што на комисијата и се предлага да не изврши отварање на пристигнатата понуда, туку целата постапка да биде повторена. И доколку комисијата одлучи постапката да се повтори и да не се отвори пристигнатата понуда, го повикаме понудувачот во рок од 3 дена од затварањето на оваа јавна отворање да поднесе писмена понуда и да се повлече понудата. Каде всушност е настаната грешката? Што се однесува до процедуралните недостатоци, тие се однесуваат пред се затоа што има потреба од објавување на целиот конкурс на англиски јазик, бидејќи станува збор за меѓународен оглас. И впрочем, ова е нова постапка, за прв пат општина Штип се сочува со оваков начин на огласување и од тие причини, значи постапката ќе биде повторена, сите учесници во истата ќе бидат известени. Ова значи дека целата постапка за продажба на клубот треба да започне од почеток со ново објавување на повик. Прашањето е само дали новиот повик ќе содржи и нови услови за продажба на клубот. Јавниот повик за продажба на акциите во ФК Брегалница ќе биде повторен онака како што беше објавен и првично, затоа што одлуката на Советот на општината Штип гласи дека вкупниот број од 250 акции на општината Штип се продаваат по 100 евра од акција. Значи под истите услови, бидејќи Советот нема извршено промена на одлуката. Одлуката за продажба на Брегалница неодамна ја донесе Советот откако клубот континуирано ја празни општинската каса без при тоа да покаже соодветни резултати. Годишно општината за негово функционирање издвојува по 300.000 евра. Во меѓувреме тензиите кај сите инволвирани во Брегалница растат, а состојбите ескалираа пред неколку денови, кога физички беше нападнат тренерот на Брегалница Јуксел Јасилова, а председателот Мите Митев и членот на бордот на директор Илија Колев поднесоа оставки.